Она кое што е факт во овој момент, тоа е дека ВМРО ДПМН води хајка против изградбата на коридорите 8 и 10Д. И против американската компанија Бехтел, која што е една од најреномираните компании за изградба на автопатишта во целиот свет. ВМРО ДПМН води хајка само заради една работа, а тоа е да не се изградат автопатиштата. А зошто водат хајка против Бехтел? Во неколку наврати ги прашуваме, се уште очекуваме одговор. Што се однесува до процедурата за тоа дека договорот ќе биде ставен на разгледување пред пратениците, тоа прашање треба да се упати до претседателот на собранието, со оглед на тоа дека само претседателот на собранието е надлежен за тоа каде ќе го проследи, во која комисија ќе биде проследен овој договор. Она кое што го бараа пратениците од ВМРО ДПМН да го имаат на увид договорот, сега во собрание врз основа на процедура по деловник на собранието ќе им биде ставен на разгледување. Така да ВМРО ДПМН нема каде да бега и мора да им даде одговор на граѓаните. Зошто го блокира најголемиот национален капитален проект за изградба на 110 км автопатишта за рокот 5 години? ВМРО ДПМН се ќе направи овој договор да не се реализира. Но ние, како Социјалдемократски сојуз на Македонија и како парламентарно мнозинство, нема да им дозволиме на ВМРО ДПМН да не држат во заложништво. Договорот ние го склучивме врз основа на специјалниот закон кој што донесен во јули 2021 година. И собранието има обврска и владата овој договор да го реализира. Целта на законите кои што ги понесуваме во собранието е договорот да се реализира што побрзо и да кошта поевтино. Доколку ВМРО ДПМН продолжи да ги блокира овие закони во собранието, договорот ќе кошта многу повеќе и ќе трае многу повеќе време. Благодарам.